Најава за содржините на денешниот дневник. 14 првенци се закитија со златен инженерски прстен. Продолжена забраната за движење во шумите. Во Струга ќе се прска против комарци. Меѓународен фестивал смотра на ветерани на културно-метнички друштва од регионов. Се одржа најголемата воена парада во Кина досега. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 26 степени Целзиусови. И понатаму над Западна Европа се задржува циклон со центар над Британските острови кој што носи обилни врнежи проследени со засилен ветер во Британија и делови од Франција. Овој фронтален систем продира кон Централна Европа носејќи поројни врнежи и грмотевици. Источна Европа останува под влијание на висок воздушен притисок што носи суво и стабилно време. Балканскиот полуостров е во зона на нестабилно време со услови за поројни врнежи и грмотевици, особено во западните и централните делови. Локално се очекува развој на нестабилност кој што ќе донесе врнежи од дожд и грмотевици со силен ветер, локално и со појава на град. Јужните и источните делови ќе имаат претежно суво и топло време, но во попладневните часови може да се појави изолирана нестабилност. Температурите остануваат високи и ќе се движат во интервал од 25 до 33 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во попладневните часови врнежите ќе престанат и се очекува намалување на облачноста и повеќе сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 32 степени. Во Охрид во утринските и предпладневните часови утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во попладневните часови ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен северен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во петок и сабота по свежото утро со температура од 13, односно 11 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време со максимални 27, односно 28 степени. Во недела ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 12 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 28 степени Целзиусови. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани.
Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во предворието на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник, на свечена церемонија, председателката Давкова ги награди најдобрите студенти, дипломци на техничките факултети. За правенците ова престижна награда е поттик да продолжат со научно-истражувачката дејност. Годинава со златен инженерски прстен се закитија 14 првенци. На свечена церемонија на платото пред Свети Климентовата црква на Плаошник традиционално беа доделени признанијата инженерски прстен. Председателката Гордана Силјановска Давкова ги награди најуспешните студенти кои дипломираа на македонските факултети што негуваат инженерски дисциплини. Во своето обраќање Давкова на добитниците на ова престижно признание им порача да се докажуваат и надпреваруваат во светот, но секогаш да се враќаат во татковината, а тоа денес е лесно со дигитализацијата. Вие сте идните технолошки лидери. Образованието и науката воопшто не се само професорска, истражувачка и студентска обврска. Нивниот обем, квалитет и домет се резултанта на содејството меѓу образованието, науката, политиката и општеството. Затоа нам ни треба координирана, одговорна и развојна образовна политика. Се надевам овој прстен доделен од Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери, за сите нас ќе биде потсетник дека секоја една дејност што ќе започнеме мора да биде изградена на темели на одговорност и почит кон човекот и природата. Убедена сум дека низ нашата кариера, чекорејќи низ инженерските патишта, ќе оправдаме често што ни укажано. Во времење кога светот се менува со трескавично темпо, најпотребни му се младите визионерски умови. Ние од вас очекуваме да гледате уште подалеку и да создавате нови хоризонти, поместувајќи ги границите на просечното. Инженерството и архитектурата не се само професии, тие се повик да се гради, да се создава, да се осмислува иднината. Денес ви излегувате на сцена во еден свет што се менува со невидена брзина. Климатски промени, енергетската транзиција, дигитализацијата, вештачката интелигенција. Сите овие предизвици и можности чекаат на нова генерација инженери кои не само што ќе го разберат, туку и ќе ги водат овие промени. Македонија има потреба од вас. Инженерски прстен се доделува по 22 пат, а годинешни добитници се 14 најуспешни дипломирани студенти од 4 државни универзитети во земјава. Председателката Гордана Силјановска Давкова, одговарајќи на новинарско прашање во врска со најавата на СДСМ дека ќе изготви предлог резолуција за евроинтеграцијските процеси на земјава за поставување црвени линии, а ќе се однесува и на отворените прашања со Бугарија, рече дека не го разбира предлогот на СДСМ. По толку бели линии, апсурдно е да се зборува за црвени линии, рече Давкова. Не го разбирам, да бидам искрена.
по толку бели линии сега да зборувате за црвени линии. Апсурдно. Ние имаме декларација и тоа не само една, неколку декларации сме донеле во собранието и не беа почитувани. Ние дури референдумски резултат не почитувавме, а камоли црвени линии. Не верувам. Не разбирам што значи црвена линија во овој поглед, особено не ја разбирам аргументацијата дека доколку сепак посегна соседот по вето, ние ќе ги прекинеме тогаш преговорите. Да, ќе ги прекинеме преговорите и тоа му одговара на соседот, ама ќе го смениме уставот по 37 пат. Апсолутно нема потреба. Нема потреба. Нека седнат во собранието, нека се договорат, пред да даваат изјави во Брисел, да постигнат консензус за тоа како ќе се однесуваме. Ако така се однесуваа по средбата на која сите и се израдувавме во владата, мислам дека и ЕУ поинаку ќе се однесуваше. 5 нови авиолинии, 3 од Охридскиот и 2 од Скопскиот аеродром. Најави на денешната пресконференција министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Објавиме 5 нови авиолинии, 3 од Охридскиот аеродром и 2 од Скопскиот аеродром. До Охридскиот аеродром ќе се лета од Катовице, Полска, од 28 јуни следната година. Вроцлав исто така Полска од 28 јуни следната година, што е многу значајно за отварање на Полска како земја која што е многу заинтересирана за туризмот во Македонија, особено полските туристи се доста добре дојдени во Охридскиот регион. И третата дестинација е Милано, Малпенса, главниот аеродром, која што исто така ќе почне да оперира до Охрид од 28 јуни следната година. На тоа додаваме уште 2 нови линии од Скопскиот аеродром, Наполи, Италија, со почеток од 6 април следната година и Будимпешта, Унгарија, од 6 април 2026 година, односно следната година. Ако на ова ги додадеме претходните 5 линии кои што ги објавивме пред некаде месец дена, тоа е главниот аеродром во Стокхолм, кој што почнува овој ноември, 2 ноември, понатака Мадрид, почнува исто така на 2 ноември, Келн, аеродромот Бон, кој што почнува на 20 декември, Бари, исто така на 20 декември, Прага, 20 декември и Ларнака, која што почнува на 30 октомври. Тоа се вкупно 11 нови авиолинии за само месец и половина во соработка со нашите пријатели од Визер. Забраната за движење во шумите и шумското земјиште се продолжува до 30 септември 2025 година, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја известува јавноста дека забраната за движење во шумите и шумското земјиште се продолжува до 30 септември 2025 година и ги повикува граѓаните на посебна предпазливост со цел спречување на појава на пожари на отворен простор, бидејќи и во периодот кој следи не е намалена опасноста од појава на пожари на отворен простор. Граѓаните треба да бидат особено внимателни затоа што поради високите температури ризикот од појава на пожари на отворен простор се уште е голем. Од суштинско значење јавноста да ги разбере опасностите како и последиците од појавата на пожари на отворен простор и со своето однесување да придонесе кон заштита и зачувување на шумите, односно животната средина, имотите и заедниците во целина, велат од ресорното министерство. За непочитување на оваа целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на физички лица кои ќе се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шуми, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност, посочуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во Струга ќе се прска против комарци. Се известуваат граѓаните и пчеларите на подрачјето на општина Струга дека утре, 4 септември, ќе се спроведе теристичка од земја и аеросолна дезинсекција со цел уништување на комарци. Теренијалното запрашување ќе се спроведе навечер од 20 часот до рано наутро со апарат за улова ладно запрашување.
Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите населени места. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветар или дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, информираат од општина Струга. Меѓународен фестивал Смотра на ветерани заиграе на Оро. Во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга на 6 септември, сабота, со почеток во 18 часот и 30 минути, ќе се одржи 5-тиот поред меѓународен фестивал Смотра на ветерани во организација на културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери од Охрид и Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци Струга. Влезот е 100 денари, а предвидена е богата програма со дефиле низ градот и голем концерт во Центарот за култура, со учесници од повеќе држави – Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија и домакинот Македонија. Проектот е со финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.